Зборува Глас од Македонија. Зборува Глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова е радиопрограма за овој час. Нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на слонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. На 8 ноември е празникот Свети Димитрија Солунски, почитувани слушатели, па нека е напомош и честити имендени на сите именјаци на светецот, а посебно на Димитар Белчевски. Вечерва повторно ќе се задржиме на македонските цареви и годините на нивното владење, а место мој коментар на неделата ќе дадеме од промоцијата на книгата на професорот доктор Бранислав Светозаревич посветена на Македонија, а промоцијата е направена во Германија. Но најпрво да ја отвориме ова наша вечерашна програма со песната "Зошто си ме мајко родила", ново исполнение на познатата Жаклина Марковска, која годинава е учесник на Прилепскиот фестивал. Да чуеме.
До колку имате потреба од печатење на бизнис карти или покани за роден ден и крштевки и свадби, тука меѓу вас е Ацо Илиевски со телефон 416-358-2605. Но не само тоа. За вашите крштевки, родендени, армаси, свадби, слично, за да атмосферата биде пријатна и весела, оркестерот на Ацо и Смилја ќе допринесат за да имате незаборавена вечер. Телефонот е 416-358-2605. Македонската ракија прочиена насекаде во светот, но фамилијата Петровски се погрижија да ја олеснат работата така да отворија фирма овде меѓу вас за Канада и Америка. Квалитетна ракија, бела или жолта. Послужете ги вашите гости со македонска ракија од фирмата Петровски Спирит. Телефонот е 905-708-3711 и побарајте го Јордан Петровски. Дали знаете, по подолго време овој пат за МП или пратеник во канадскиот парламент се јавува наш човек од македонско потекло. Тоа е нашиот сонародник Ден Мейсон. Инаку Ден Мейсон е за еријата Маркам и Стовил, но потребно е од вас да се зачлените, а чланарината или мембершипот е само $15. Повелете, дајте да му помогнеме на овој наш македонец. Побарајте го на телефон 416-845-0670, а исто така можете и да дадете своја донација од 5, 10, 20, 100 или било колку сакате долари по ваша желба. За вашите семејни слави, крштевки, родендени или било какви манифестации на располагање ви стојат трите модерно опремени сали на црквата Свети Климент Охридски. Телефонот е 416-421-7451. Исто така повелете на заедничка богослужба еве сега за 8 ноември и за сите религиозни празници од 10 часот утрото или во неделните празници. А сега да продолжиме со македонските владетели и годините на нивното владење. Теодор I Ласкарис живеел од 1174 до 1222 година, владел од 1204 до 1222 година, зет на Алексеј III. Јован III Дука Ватац живеел од 1192 до 1254, а владел од 1222 до 1254 година, зет на Теодор I. Теодор II Ласкарис живеел од 1221 до 1258 година, а владел од 1254 до 1258 година, син на Јован III. Јован IV Ласкарис живеел од 1250 до 1305 година, а владел од 1258 до 1261 година, син на Теодор II. Михаел VIII Палеолог живеел од 1224 до 1282 година, владел од 1259 до 1282 година, стратег и регент на Јован IV Ласкариса, правнук на Алексеј III Ангел. Андроник II Палеолог живеел од 1258 до 1332, а владел од 1282 до 1328 година, син на Михаил VIII. Андроник III Палеолог. Тој живеел од 1297 до 1341 година, владел од 1328 до 1341, внук на Андроник II. Јован V Палеолог од 1332 до 1391 година живеел, а владел од 1341 до 1347 година, син на Андроник III. Јован VI Кантакузин живеел од 1295 до 1383, владел потпуно од 1347 до 1354 година, свекор на Јован V. Јован V Палеолог владел од 1354 до 1376 година, второ владење. Андроник IV Палеолог
Живел од 1348 до 1385, а владел од 1376 до 1379 година, син на Јован Пети. Јован Пети, палеолог, владел од 1379 до 1390 година, трето негово владење. Јован Седми, палеолог, живел од 1370 до 1408 година, а владел 1390 година и син на Андроник IV. Јован Пети, палеолог, владел од 1390 до 1391 година, четврто пак негово владење. Мануил II, палеолог, 1350 до 1425 година, владел од 1391 до 1425, син на Јован Пети. Јован Седми, палеолог, владел од 1399 до 1402 година, владел како совладател. Јован VIII, палеолог, живел од 1392 до 1448 година, владел од 1425 до 1448 година, син на Мануил II. Константин XI, палеолог, Драгаш, кој всушност би рекла и му го предаде клучот за да ја отвори големата врата за да отоманите, односно османлиите, влезат во таа наша Македонија. Живел од 1405 до 1453 година, а владел од 1449 до 1453 година, син на Мануил II. Инаку во 1450 година Константин Драгаш ја праќа со група од неговата династија и неговата ќерка Софија во денешен Киев. Таму има и шамивче каде е навезано и стои во музејот во Киев, каде Софија го има навезано шамивчето. Тома палеолог, 1409 или 10, бил до 1465 година брат на Константин Драгаша, и Андреја палеолог од 1453 до 1502 година, син на Тома. Ете, тоа беа нашите македонски цареви. А сега повторно со песна од мојата поезија. Стојам на ова парче од мојата земја, загледана во одзвездениот небесен свод, барајќи да најдам загонетка за тебе, Македонијо. Македонијо, ти си плодот што те создало сонцето и цветната земја, за да го носиш тоа свето име, а ти да бидеш мајката на сите богови и богини, на кралеви, цареви, на херои македонски, зарежана со твоето име за секогаш во Библијата. Македонијо, ти си огледалото на светот. Žali goro, žali sestro, dvojica da žali me. Žali goro, žali sestro, dvojica da žali me. Ti za tvoj
Неодамна беше промовирана книгата на професорот доктор Бранислав Светозаревич во Германија за Македонија, како што има напишано и многу други книги и се има спротиставувано со бугарски новинари, посебно кога беа во Албанија новинари од Бугарија, а професорот беше таму и му се спротиставуваше на самите новинари, кажувајќи им дека тие се новите луѓе што се појавени на ова планета. Меѓутоа, како што реков, неодамна беше промовирана негова книга, таму беше и познатиот Ацо Крстевски. Најпрво ќе чуеме што кажува Ацо Крстевски, а потоа за да слушнеме што ни кажува професорот Бранислав Светозаревич, меѓу другото кој вели зашто македонците се криви, затоа се живи. Па да чуеме. Бугарската политика за негирање на македонците има континуитет со истите методи од 60-тите години па непрекинато до денес. Тоа е несватливо за 21-виот век и за научниците и историчарите од цела Европа. Ова е ставот на историчарот Бранислав Светозаревич Покорни, кој рече дека ова било незамисливо и за историчарите од Бугарија кои што реално ги гледале работите, но не можеле тоа јавно да го кажат затоа што биле цензурирани. Кога ги анализирате изјавите на бугарските историчари и бугарските политичарите зборуваат за историја, а членовите на комисијата, историчарите, зборуваат за политика. Таа група на историчари изгледа има таква и задача да конструира една политика. И имаат очигледно големо влијание врз политичарите, а обратно е кај нас. Кај нас политиката има влијание врз науката, што е недозволиво. Бугарија сега се обидувала да го искористи моментот со уцените за ЕУ, со што би се потпишал договор кој што потоа ќе има далекосежни последици за македонците. А за тоа, освен нашите политичари, виновни ќе биле и дел од историчарите кои сето ова го премолчувале. Сето ова нема да донесе посакувани резултати. Изгледа очајно кога ги гледаме нашите политичари, нашите членови на комисија, како се однесуваат во однос на она што го гледаме од другата страна. Светозаревич во прилеп ја промовираше својата книга Македонци, милениумски сведоштва за идентитетското име, пишувана врз основа на огромен број документи собирани од архивите на 32 држави, дека векови наназад има луѓе кои што се изјаснуваат како македонци. Тие документи ги имало и во европските држави. Оваа книга само е поттик. Таа е еден продукт кој што му нуди на македонецот дека има своја историја, дека има своја наука и дека има своја иднина. Инаку името македонци се носило прво како територијална идентификација, особено 12 до 19 век. Во 19 век има народносна самоидентификација, а на почетокот на 20 век се развива идејата за национално име. За Сител телевизија Дарко Штарговски. Би почнал со една изрека, се вели пред вистината и боговите молчат. Овде во оваа наша книга е вистината напишана, а према тоа и богарите молчат. Во оваа книга се собрали преку 1100 аутентични докази, собирани од повеќе во период од 30 години, ни сите со потекло од сите постоечки земји и непостоечки земји на целиот свет. Авторот ги собирал овие докази за себе, не рачунајќи дека еден ден ќе дојде до ова да напише една книга од 920 страници. Меѓутоа, излегувањето на книгата дојде во еден период со добар тајминг, кога нашите соседи, скоро сите соседи, почне да не негираат тотално. Тоа негирање постоело од секогаш. И пропаганди против нас, постоењето на македонците и така натаму, меѓутоа беше сега со голем интензитет пред некоја година. Овие што помогна, а начело со професорот Бранислав Светозаревич, треба да бидат горди. Составува едно величанствено дело, кое досега е ненаправено во Македонија.
ова дело се занимава со името Македонци. Се пишувало за разни статии, за цркви, за борби, за војски, и така натаму. Меѓутоа, ова дело опфаќа еден огромен временски период, како името Македонци обстанувало од Лајкада па до 1945 година. Како секој македонец, иако не сме имали држава, секој од тие македонци, кога оделе настрана, или на било какви насади, кога го прашували кој си, од каде си, која националност си, пишувал македонец. Јас сум македонец. Буваат од Бугарија научници, историчари. Не се сите бугари што не негираат. Има и некои што се поборници за вистината. Замислете, бугарите во 1997 и 8 има донесена една платформа, нивна доктрина, до 2030 година не sme да има македонец во Европа. Повеќе тоа професорот ќе ви каже, имаме една брошура изработена на енглески, која што ја доставивме до сите амбасади во Скопје, сите светски амбасади во Скопје, да видат Европа преку што премолчува и што Европа не тера нас не тера да ставиме бугарите во устав. Би може многу да изборувам, не среќаваме луѓе на овие презентации што ни плаче за истината која. Па ова никој што не го слушна. Солзи. Еве и сега имаше солзи во Австрија, во Виена. Во Италија имаше солзи. Толку од мене, повеќе од доктор професор Бранислав Светозареvić. Благодарам Мацо, благодарам за најавата. Пите исто на организацијата, на Патеџоле за големото срце и ова што ни помогна за просториите. Ви благодарам и на вас што издвоивте од вашето време и секогаш е тоа едно посебно задоволство, секогаш секоја промоција е и посебна приказна. Навистина, како што спомна Ацо, веќе не знаеме колку на број се во колку градови низ Европа и низ Македонија сме поминале, не повикуваат дури и ваму во Австралија често пати, па ќе видиме како ќе оди целата работа, но да се фокусираме сега на она што ја содржи оваа книга. Содржината всушност е нешто што недостигаше, како што кажа, недостасуваше во нашата наука, а тоа е дека имаше множество значи огромен број на студии посветени на македонскиот јазик, на македонската православна црква, на македонската државност, на македонската борба, меѓутоа немаше интегрална студија, значи на едно место да бидат собрани доказите и сведоштвата за името македонци. Како тоа обстанало? Зошто ние тоа име го носиме? Зошто нашите предци тоа ни го предаде? И тоа беше еден предизвик прво за мене, а потоа кога дојде моментот, тоа што го слушнавте од Ацо, се преточи во книга и така почна нашата соработка и со Ацо, застана покрај мене целосно и се создаде една многу интересна приказна околу оваа книга, но таа книга всушност е нешто што новинарот Горан Момировски во една емисија кога гостував Заспи ако можеш, ми рече: професоре, оваа книга сте ја напишале вие, но простете, таа не е ваша, таа е на целиот македонски народ. И навистина е така. И таа книга во себе содржи, како што слушнате, 1100 документи од прилика, од периодот од значи, распаѓањето на античката држава до создавањето на современата македонска држава.
Значи, тоа е период од 2000 години во кој феноменот на македонците обстојува и без обстојување на државата. И тоа е нешто што е многу ретко во светот. Колку што ми е мене познато, само два народи во светот успеале после 2000 години да ја обноват својата држава. Тоа се македонците и тоа се израелците. Имено во почетокот на 20 век, кога веќе се зацртуваат од македонските интелектуалци првите национални проекти, и кога тоа го дознаваат соседите и големите сили, не можеле да веруваат, ниту сакале дека повторно ќе се создаде една држава со името Македонија. Силата и енергијата се наоѓа во самиот народ. Така што ние, да речеме, во книгата покрај документите, сведоштвата, има и мои анализи направено. Значи за секој период, за да може човек кој сака малку попродолбочено да ги разбере документите, прво ги чита тие воведи. Инаку за да ја создадам оваа книга, јас се консултирав со 14 доктори на науки. И не само од историјата, туку и од географијата, филологијата и така натаму. Но сето тоа му дава една голема тежина на ова дело, а инаку, како што спомнавме, 34 земји. Значи, тука има и сведоштво од 34 држави, постоечки и непостоечки, од Австралија до Канада и од Аргентина до Јапонија, најмногу од Европа. Ќе изјавев нешто, веднаш бугарите реагира, овој пат еве 3 години има молк, и тоа е веројатно затоа што тука се повикувам на извори кои ги цитирам од која книга се, или од кој вестник, или од кој архив документот се наоѓа, со прецизни сигнатури. И тоа е веќе голем проблем, вклучувајќи ги бугарските архиви. Значи, и од таму сум извлекол доста документи кои укажуваат на тоа дека на тие простори во Македонија секогаш живеело население кое се изјаснувало како македонци. Не дека тоа е нешто правило и дека се било идеално, не. Меѓутоа секогаш имало луѓе кои или некои други ги препознавале како такви. Мојот критериум за книгата беше да има сведоштва напишани дека за постоењето на македонците од обичните, најобични луѓе, например, тоа може би да бидат печалбари, може да бидат новинари, може да бидат студенти, наши кои оделе, војници, потоа има политичари, потоа има авантуристи, но има и документи од европските и светските канцелари. Може да се каже дека еден од највпечатливите документи е оној од царот Леополд I, кога македонците, бегајќи после Карпошовото врстание, дел од македонците емигрираат на овие простори. И дури и овие простори биле под Хабсбуршка монархија во тоа време, нешто претходно, пардон, но во неговата канцеларија дошле представници двајца од Солун и од Кожани, кои во име на македонскиот народ побарале заштита од царот, затоа што тие во Карпошовото востание биле сојузници на австриската војска која дошла до Скопје. И тоа е феноменален документ, царски документ, каде што тој, таа повелба ја има тука од 1690 година, каде што наредува на целото царство дека секој припадник на македонскиот народ кој ќе дојде во ова царство ќе биде заштитен, под моја заштита и да има привилегии за тоа. Најголемиот проблем кога истражував
беше да се пронајдат документите за време на Османлиската империја. Во тоа време, во Османлиската империја која владеела со цел Балкан, никаде не се запишувале луѓето по етнос, туку по припадност на вера. И таму не можете да најдете македонци, грци, бугари, срби, ниту турци, туку само муслимани, христијани и евреи. И тогаш се сетив дека морам да ги следам македонците како се иселувале од Османлиската империја и следејќи ги нив да видиме како се изјаснувале. И тогаш се случи неверојатна работа, а тоа е дека кога ги проверувавме документите од Австрија, од денешна Германија, територијата Чешка, Словачка, Италија и така натаму, пронаоѓавме луѓе кои уште од првата или втората или третата генерација веќе се изјаснувале дека се македонци. Дури на своето име и презиме го додавале и атрибутот македонец. Например, во германското говорно подрачје најчесто Македон и Македонија. Каде што сега за жал се водат најголемите битки и борби, таму македонците создале повеќе населби, некоја нив се вика Скопје, некоја се вика Полок, Каратово, препознатли, меѓутоа три населби се нарекуваат по македонското име. И сега се прашува човек, па добро, како тоа предходно пред Османлиската империја на тие простори владеела Византија, владеела Бугарија, средновековна Србија, а луѓево не се изјаснуваат како такви, туку се изјаснуваат како македонци. И тогаш морав да се консултирам повторно со одредени стручњаци од таа област и открив дека во тоа време луѓето 99% селанството било неписмено и тие не знаеле да прочитаат, значи тоа го пренесуваат од предците. И ги испитав чувствата на припадност какви им биле. Тие знаеле, кога ќе го прашате што си ти, значи тој оди, нели, доаѓа на овие простори овде, го прашуваат што си ти, јас сум христијанин, раб Божи. Добро, и ние сме христијани, тоа ништо не значи, ама те слушаме, не зборуваш на нашиот јазик. Кој си ти, чив си? Епа јас сум од феудалецот тој, непосредниот господар што му бил. И тоа ништо не значи. Нешто друго. Епа јас сум, например, од родот Смилковци, Миладиновци, нели? И така натаму, и тоа ништо не ни значи. Но кога ќе кажеле дека се од Македонија и дека се македонци, значи таа четврта припадност што ја знаел секој, територијалната, ги отварало сите врати тука на овие простори, затоа што во 15-тиот и 16-тиот век тоа ги имаме тие докази, најголемиот број, тоа е период на хуманизам, се вика најголемиот број од книгите се навраќали историските на античкиот период. И овде биле многу популарни, се читале и најмногу се читало, меѓу другото, и за античка Македонија. Сите знаеле за Александар Македонски, знаеле за татко му Филип и така натаму. Значи тоа било препознатливо и уште нешто било многу важно. Македонците се наоѓале во најчитаната книга на сите времења, а тоа е Библијата. И замислете кога ќе се представите вие тука од тоа време дека сте македонец, тие со многу голема почит тоа го прифаќале. Затоа што знаеле, читале, имало многу повеќе писмени луѓе тука, кои биле македонците и во Библијата, но и во историјата. И затоа често пати јас тука има примери, можеби 120-30 примери на луѓе кои на своето име и презиме додаваат Македон, на британски специјалци да го испитаат македонското
национално движење, тие во извештаите напишале на Foreign Office-от, пишале, па овие вика не се комунисти, овие сите се македонски националисти. Значи, многу посилно било македонството од самата идеологија. Идеологијата не ја познавале толку многу луѓе. Знаеме дека само околу 350 до 400 луѓе биле членови на комунистичката партија, а движењето опфаќало илјадници луѓе. И значи траги од различен аспект гледано, да не зборуваме за новинарите и така натаму, но има и сведоштва, да речеме, од затвореници, од судови, каде што, например, бугарскиот суд осудува 35-6 луѓе 1936 година за ширење на комунистички идеи. И овие кога ги суди, го имаме записникот, судијата ги повикува, представи се. Јас сум тој од село, пример, Конопиште. Јас сум македонец. И сите се изјаснувале дека се македонци. И тоа во записникот е запишано. Сега, кога ги суди судијата, ги осудува, вели, ги осудуваме за ширење на комунистичките идеи со смртна, доживотна казна и така натаму, и дали имате нешто против тоа да кажете. И тој што е прво обвинетиот во име на сите, на судијата му вика, господине судија, вика, вие, вика, тука не судите дека сме комунисти, дека шириме комунистички идеи. Вие не судите само затоа што сме македонци. Такви луѓе оставаат неизбришливи траги и аманет, а не ги ни знаеме. Или, например, она кога Ризоспастис, грчкиот вестник 32 година, известува за судењето на тројца македонци од едно леринско село. И судијата ги прашува дали имате нешто да кажете. Инаку судијата вика тој вика од село, тоа и тоа од Леринско, бугарин се осудува на смрт и другите двајца. И тој прво обвинетиот вели прво вика јас сум директно виновен, јас губив. Значи нема зошто моите пријатели да ги осудувате на смрт. И второ што е најважно. Не ми е проблем тоа што не се не осудиле на смрт. Сакаме да пишете таму дека сме македонци. Значи видите, во тие моменти кога му е животот уште еден ден може би му трае, за него поважно било да се пише таму дека е македонци. А тоа се луѓе анонимни. Не ги познаваме. А оставиле една свесност која сега во ова време просто е неразбирлива за нас. Меѓутоа, заради таквите луѓе, ние успеавме да дојдеме до држава. А што значи држава? Тоа значи дом, односно во светот постојат 2000 народи, а само 200 нации. Значи, народите кои имаат своја држава се само 10%. 90% немаат своја држава. Од тие 10% е и македонскиот народ. Ги информираме целокупната јавност дека Бугарија има создадено стратегија за 21. век, замислете, во која се вели дека во 21. век нема да има македонци никаде. Еве 21. век тече, значи 2024, сега сме 2025 година, а тоа не се остварува, фала му на Бога. Меѓутоа, замислете таква една доктрина да се направи од една соседна држава. Еве ги подписите на докторите на наука и ова преведена на англиски јазик и секој ќе доби од вас кој е заинтересиран. Исто ја распоредуваме секаде низ Европа и низ светот за да покажеме со какви комши имаме работа. Зошто ова ни се случува? Зошто македонците се криви што се живи? Кој е тоа право некому да определува кои сме ние?
Кое е тоа право некому на некој поединец да дојде некој да му каже не, ти не си тој, ти не постоиш. Мислам, тоа е надвор од памет. Меѓутоа, за жал и во 21. век и во Европската Унија постојат такви концепции и ние не смееме да молчиме пред тоа и мораме да ја кажеме вистината и се определивме најмногу науката да зборува, затоа што тука се и нашите аргументи, вистината е на наша страна, борбата за вистината не е лесна работа, верувајте. Сега доаѓа нашето време, кога веќе никој не може тоа да го оспори. Инаку, за прашањето на архивите, дали може некој нешто да уништи? Многу интересно прашање. Не само што не се уништуваат архивите, многу интересна работа. Секој окупатор на некоја држава се може да бомбардира, а архивата не. Веднаш оди да ја преземе за да може да преку архивата да контролира состојбата која затекнале во таа држава. И секогаш тие архиви се чувале. Многу ретко има уништување. На други работи има уништување, има крадење или артефакти, така натаму. Криење. Меѓутоа, архивите секогаш ги чувале, така што нема никаква опасност од тоа. Имало времења кога, например, грчките владици имаат наредено во македонските градови да се запали се што е на македонски словенски јазик. Да не остане никаква трага. Нас ни се случи, да речеме, јас ја барам една книга од Бугарија, не знам колку време, само во еден пример. Но, ето, дојдовме и до неја, многу важна, тоа не случајно. Другите примероци биле уништени и сочувана само една за нивни потреби, меѓутоа, вистината е чудна работа. Исто така, примерот со книгата за македонските работи на Крсте Петков Мистичко во 903 година. Министерството, замисли, за војна на Бугарија, значи Министерство за одбрана, ја откупува книгата и ја пали, за да нема никаква трага дека запишано дека македонците веќе дошле до ниво да размислуваат за создавање на своја нација, односно слободна држава. Но останале 4 примероци, а сега тие 4-5 примероци се во 10 на милиони примероци, така што таа, да речеме, лоша намера е осуетена на некој начин. Замислете таа, до 45-та година нашите не знаеле дека постоја, само ретко кој, ама научници ја знаеле. Ја цитираат научници низ Европа, веднаш ја побарале и така е спасена. И дури еден примерок имаме оригинален и во музеот на македонската борба. Така што таква некоја генерална опасност не постои. Тоа е. Нешто друго, ако ви интересира, повелете. Јас би ја поздравила иницијативата да се донира книга на библиотеката во Хајделберг. Јас студирав на Универзитетот Хајделберг и можам да потврдам дека они имаат таму една секција на славистика и таму може да се најдат неколку македонски книги, меѓу другото граматиката на македонскиот јазик и мислам дека уште една-две други дела Блаже Конески. И на македонски јазик е добро. Така. Јас сега живеам во Франкфурт и мислам дека вие ја знаете книгата Македонскиот јазик. Да. Таму во Националната библиотека има две национални библиотеки во Германија, една во Франкфурт, една во Дрезден, ако не се лажам. Да. Мислам дека, јас во Хајделберг, ама мислам дека бил добро и во Франкфурт веднаш да биде дел до Македонскиот јазик. Мислам дека оваа книга, ја спомнавте за македонските работи, јас мислам дека со текот на времето оваа книга може да го достигне и да ја достигне вредноста за македонските работи, која што денеска ја имаме. Мислам дека таа за македонските работи била книга на 20 век, таа може да биде книгата на 21 век. Благодарам на овите зборови. Секако дека не може тоа да се спореди, но честа е голема. Со задоволство ќе ги донираме книгите на овие два универзитети. Имаме многу добри пријатели меѓу научниците. Имаме донирано и во Сорбона,
имаме донирано и во Јапонија, на Хокаидо универзитетот, имаме донирано на Ломоносов, имаме донирано на Конгресната библиотека во Вашингтон, каде што требаше да одржам промоција пред 36 конгресмени. Меѓутоа, короната и некои други околности домашни ме оневозможија да се случи тоа. Ако се сеќавате, имаше месец на македонската литература и така натаму. Го спомнате книгата Македонски јазов, таа книга е на Ханс Лотар Штефан, првиот амбасадор на Германија во Македонија, една прекрасна личност, еден прекрасен човек кој остави неверојатни траги. Замислете, само иницијативно. Сега доаѓаме уште еднаш на одговор на вашето прашање што е со архивите. Тој што вели во таа книга? Вика, реков, ајде да видиме да направам нешто, ја засекал. Државата го засекал народ. Знаете, кај нас луѓето кога доаѓаат, сега има, например, германци, цели семејства кои живеат, чеси, англичани, американци во Македонија. И сега се чудиме, што најдоа мајгата во Македонија да доаѓаат сите од немаштијата бегаат. На сите заедничко им е луѓето. Луѓето се непосредни, вика, тоа го немаме. Тука, вика, и ние, тоа не е најважно. Вика, знаеме дека има слабости разни, вика, ама народот е топол, вика, со комшијата можеш, вика, да направиш разговор, те поздравува, ќе се насме, дали ти треба нешто, ќе те праша, и тоа, вика, нам ни е многу битно. И вика, децата наши, вика, можат да шетаат било каде, вика, секаде се безбедни. Вика, во нашиве градови, вика, не смеш, вика, дете, кај смеш да пуштиш во Париз. Не, во Париз, јас да шетам на вечер ќе ме снема, а не деца и така натаму. И Ханс Лотар Штефан во таа прилика, значи, вели вака, ај да видам, вика, што има, вика, во архивите германски. Вика, ќе барам нешто под Југославија, под Османлиска империја, овона. Кога гледам, вика, цели архивски кутии, стотици, вика, кутии, Macedonian на нив пишува. Специјално, вика, за Македонија. И ја, вика, тоа беше првиот шок, и таму, вика, почнав со истражување и дошол до тие сознанија, неговиот став дека грците за прв пат во Македонија доаѓаат 1912 година е апсолутна вистина. Апсолутна вистина. Каква антика, какви бакничи. Значи, тие стапнуваат, овие грци стапнуваат на територијата на Македонија 1912 година во смисла на, сега нормално имало таму во крајбрежјето што живееле. Меѓутоа зборуваме за ова грчка наезда која Ханс Лотар Штефан ја препознал преку документите од архивите на Германија. Некој друго прашање? Да, јас ако можем да развием малку една дискусија, би се надоврзал на момент кога рековте дека соседите имат некоја агенда своја, каде што или се пробуваат да ги негираат македонците не само на Балкан, меѓутоа и во Европа и на други места. Јас во оваа прилика би го спомнал мојот YouTube канал Кире Трајков, каде што објави 2 видеа, каде што јас водев 2 битки. Една со институциите на Европската Унија, каде што јас како млад човек пробав на еден централен регистар за да се пријавам нешто за работа и видов каде што се пополнуваше делот јазик, мајчин јазик и националност. Ги има сите јазици во Европа, особено оние од Европската Унија, меѓутоа и од нашите соседи. Имаше албански, имаше црногорски, имаше српски, меѓутоа немаше македонски. По државјанство, за секоја држава пишеше, пример, албанско, српско, грчко, бугарско, германско, француско, а за македонско пишуваше државјанство на Република Северна Македонија. И тоа мене беше чудно, зошто само за Македонија пишува на Република Северна Македонија, не пишува, еве сега и според новиот договор, македонско, државја на Северна Македонија.
И јас им пишав и имав една имейл кореспонденција и за среќа можем да потврдим дека ме удоволија и на моја иницијатива би рекол, после некое време го сменја и македонскиот јазик сега веќе стои во графат каде што секој млад човек може да го избере како свој мајчин јазик. И исто и за државјанството сега се стои македонској држав. Значи, ти како македонец не си премолчал. Така, тоа сакав да се доразам, што рековте вие, се чини дека постои некоја агенда, затоа што не се тие само изолирани случаи. Okay. Има тука сите македонци што сме во Германија, кој идеш во општина да се регистрираш, ти вика не можам да те пишам македонец. Пишува нешто друго или системот нема графа македонец. Нема некој. Да. Вториот случај беше сега на почетокот на август, нашите млади кошаркари нели победија во Скопје, станаа шампиони и викам чекај да пробам што има на интернет и пишува на официјалниот вебсайт на ФИБА северно македонците победија во и викам зошто? Да. И кога ќе отвориш на ФИБА и ќе напишеш македонци, речи си да нема. А северно македонци, викам па тоа е веќе Тоа е прекршување и договорот со Грција. Така. Значи таму не е предвидено. Ние сме таму во тој договор сме македонци. Така, тоа е битен момент. И заради тоа јас се повикав и на тој договор и побарав од ФИБА да го смени делот кај што имаат напишано северно македонци, да го сменат во македонци. И што се случува? После, можеби во текот на истиот ден, сменија, меѓутоа не сменија сега од северно македонци во македонци, го сменија само Северна Македонија ја победи на значи одбегна да напишат македонци етничкото име. И после од коментарите на луѓето кои што имаат повеќе разбирање во оваа работа ми кажа дека ФИБА фактички е едно збиралиште на антимакедонисти или имаат во управата Грци, генерален директор, не знам што, и јасна е таа тенденција која што вие спомнавте. Секој каде и да се наоѓа, тој прво тоа го прави. А ние треба исто да реагираме. Значи, ако тој му мисли на комшијата лошо, барем ние да мислиме за себе си добро и да реагираме секаде кај што можеме. Во овие примери што ги кажуваш, ти си поголем амбасадор од овие амбасадорите што ги имавме, не знам и зошто ги имавме некои амбасадори воопшто. Овде и зошто служија, тие најверојатно беа добри доста за шопинг, ќе одат до некаде да купат нешто, нити ги знаете и благодарејќи на тие такви амбасадори ние бевме, значи диаспората македонска беше заборавена, отцепена од својата матична држава. Но да не е тоа тема, меѓутоа вредно да го споменеме тоа. За жал се надевам дека работите, очекуваме, тоа е веќе политика, но очекуваме да се подобро. Наближуваат и последните минути од емитувањето на оваа вечерашна наша емисија на Глас од Македонија. Се надевам дека задоволивме дел од вашите чувства со содржината на емисијата. Благодарејќи ви што сте со нас, би сакала да ве информирам, доколку имате некои сугестии или поздрави до ваши роднини и пријатели ширум светот, слободно пишете на YouTube од The Voice of Macedonia, а ние или со вашиот глас аудио ќе емитуваме во следната наша радиоемисија. Немојте да заборавите да кликнете на subscribe, кој е бесплатно. Со тоа ја давате вашата поддршка за да радиочасот Глас на Македонија добие поголем публицитет и слушаност. Повторно со вас сме идната недела од 6 часот навечер, каде преку радиостаницата на CMR и Брановата должина 101.3 FM ќе бидеме заедно со вас. До нашето наредно јавување со желба за пријатна седмица, вашиот уредник и водител на радиочасот Глас на Македонија, Драгица Белчевска, ви посакува добра ноќ.